Добро вечер. Додека трае вториот повик за проекти на општините, проектиран на околу 250 милиони евра за оваа година, иако на тоа се додадат подпишаните договори од 73 милиони евра од минатата година, тоа е еден филм во кој ВМРО ДПМН пред изборите се обидува да покаже дека ќе промени сликата и кондицијата на општините да не заостануваат на начин кој што досега ни беше познат. Има сериозни критики за тоа дека ова не е вистинскиот пат и дека после 20 години од почетокот на децентрализацијата, изведена во две фази, 2005 па потоа 2007 година, заклучно со 2011 година, сите се на таа листа, условите низ кои се одвиваше тој процес беа прилично скромни перформанси што се бараа за општините да поминат во овој процес. Ништо за 20 години буквално не е чепнато. Разноразните програми финансирани од странски влади се обидуваат да укажат дека овој однос кон локалната самоуправа на трансферирање на сите надлежности симетрично кон сите напросто е невозможен да ги одржи во кондиција 80-те општини во кои некои од нив за капитални инвестиции ниту имаат човечки ресурси да ги спроведуваат, уште помалку доволно финансии. Постојаниот политички страв дека ако се чепне таму некаде се разбира јасно ни на сите дека во територијалната поделба секако не, но во прашањето за новата асиметрична децентрализација која би го тангирала прашањето на функционалната децентрализација, има многу простор кој ќе успее да извлече максимум доколку во еден добар консултативен процес општините се согласат и разберат дека поважно е да можат да ги остваруваат функциите, отколку да глумат дека се свои на своето. 20 години е доволно време да покаже дека не може да се живее во општините во континуиран фискален стрес, во кој главно се живурка на маргините на капиталните дотации од централната влада, на понекое големо честење да се намират долговите на општините, како што правеше претходната влада на заев во износ од 50 милиони, или обидот на ВМРО ДПМН преку проекти кои доаѓаат од тој долниот поглед на работите, да тргнат и да успеат да направат нешто кое што ќе го промени и перформансот, а и околината во општините. Се разбира, кога тоа е понуда пред избори, тоа што ќе го добиете во понудата најчесто е се што се гледа со голо око. Оти секој од нив се надева дека овие пари ќе бидат добре дојдени во кампањата да се покаже некаков успех и дека е возможно да се менуваат работите. За таа сцена има сериозни проблеми. Ниту се 250 милиони, ниту се плюс тие 100 од претходната година, а уште повеќе и поважно е дека никој не размислува дека општините, потфрлајќи во собирањето на основните даноци, всушност ја губат целата сума што веројатно, евентуално оваа година, ќе можат да испумпаат преку пријавените проекти. Има уште низа области во кои доколку се пристапи на проектот со прилично штедливост, одговорност и позиционирање на обврските на централната влада и тие на локалната самоуправа, би можела да дојдеме до подобар заеднички ефект. Зошто Министерството за локална средина скромно тргнува во измените на Законот за локална самоуправа, кои се реферираат само на неколку прашања, кои слободно можеме да го речеме ова ќе биде закон Лекс Данела. Мој гостин вечерва е министерот за локална самоуправа Златко Перински. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за можноста. Ке сакам да направиме паралели помеѓу тоа колку е вашата амбиција. Може би е коректно дека во предизборен период, без малку ова е таа година, може би не треба да се чепка потемелно, но тоа не значи дека Министерството за локална самоуправа не треба да го отвори тој појас консултативен за размислување за длабоко посериозни реформи кои би донеле локална самоуправа со подобри перформанси. Предлагам да ги одгледаме првите реклами па да имаме цел блок за дискусија. Да, министр Перински, додека трае вториот повик, завршува на 30 април, да скратам динамиката и оваа година може да покаже дека
и околу изведувањето на тие обврски ништо нема да оди со таа динамика која што, да речеме, може би ја очекувате, а со сигурност 250 милиони не можат да бидат реализирани оваа година, кога ги додадеме и тие од 73 милиони од минатата година. Паралелно со тоа, Министерството за локална самоуправа скромно решава да се реферира на неколку потполно јасни ситуации. Јас велам дека законот за кој што ви треба 2/3, ви треба голем бадентер, ќе биде многу мака, консултативен процес, а во суштина гребе само по прашањата или се реферира. Ова што го видовме со Данела, не би сакале повеќе да го гледам и затоа го нарекувам Лекс Данела. Новиот закон би требало да го реши прашањето за менливоста на градоначалникот преку референдум, да воведе комунални редари и да овозможи простор за малку повеќе партиципација на граѓанскиот сектор. Зошто толку скромно? Сте прочитале многу работи кои упатуваат дека е време оваа министерство на кое не без можеме да ме пронајдеме логиката зошто всушност постои. Еве да одговори сега на таа најважна задача, темелно да ги прочешла работите и да видиме после 20 години како ќе се движиме во оваа приказна за да стигнеме до одржливи единици за локална самоуправа. Добро, ќе ми дозволите најнапред да се осврнам на измените на Законот за локална самоуправа. Се надевам дека после ќе имаме прилика и да од еден друг агол ги презентираме и бројките од првиот и од вториот јавен повик. Генерално досега можам да се сложам во цело со вас дека ова беше само бројка, овој ресор беше само бројка во владините кабинети. Јас мислам дека таа работа во изминатиот период и како ја сменивме и веќе сме фактор заради тоа што и соодветни и големи процеси се одвиваат преку ова министерство и навистина сме гласни и препознатливи. Измените во делот на Законот за локална самоуправа... Кои процеси? Тоа што кај вас стигнуваат апликациите, а потоа одлучуваат други министерства, не би ни морало да стигнуваат кај вас. Како вие го гледате од еден аспект, ја го гледам од друг аспект. На крај на денот ова министерство отвори еден закон кој што произлегува од многу тежок процес за цела држава. Тоа е Охридскиот рамковен договор, закон кој што е системски, како што и вие споменавте, закон за кој што е потребно и бадентерово мнозинство за да се смени, и закон кој што е веќе во функција повеќе од 20 години. И не можам да се сложам со заклучокот дека само го гребеме законот, заради тоа што ние тргнавме од една појдовна точка дека системот во кој што функционира локалната самоуправа, кој што е базиран на Европската повелба за локална самоуправа, е соодветно поставен во делот на надлежностите. Аномалии има и ќе има и во иднина, но факт е дека ова системско законско решение одговорило на предизвиците во изминатите 20 години. Практично главната иницијација за отварање на ова законско решение, меѓу другото, е и можноста за воведување на референдумскиот повик за градоначалник, бидејќи само градоначалниците во моментот се единствени функционери кои што од кога граѓаните ќе ги изберат, веќе имаат загарантирано 4-годишен мандат без разлика на нивниот перформанс. Јас лично сметам и во владата исто така сметаме дека никој не треба да го ужива овој комодитет и тоа беше практично и главната иницијација за отворање на ова законско решение. Во делот на комуналните редари се надам дека ќе се сложите и со мене, не само во главниот град, туку и во останатите градови, насушно е потребно комунална редарска служба со зголемени ингеренции, за да може да превенира прецедевијантни однесувања, а на крајот на денот и да казнува, иако репресивната политика на ниједна влада не е омилена, но едноставно не можеме да не одговориме на потребите на граѓаните и на потребите на крај на нашите обкружувања. Она што го правиме надвор од границите на Република Македонија и можеби сме најпедантни од цела Европа како граѓани, не го пресликуваме кога сме дома. Мислам дека тоа не е соодветно однесување од ниеден чинител во јавниот живот и ова ќе биде еден механизам кој што ќе треба да го смени ова однесување. Во делот на проектите кои што ги споменавте, во првиот јавен повик склучивме договори во висина. Прво сакам да го завршиме овој дел. Јас и понатаму сметам дека не се неважни овие работи кои што ги спомнувате. Една е
буквално правно нелогично дека на тој начин обезбедувате ексклузивитет за еден градоначалник кој е единствениот кој не може да биде сменет. Имаме постапка за влада како менуваме, имаме постапка за претседател како менуваме и ова е напросто нелогично. Има малку приговор на совеста од ВМРО-ДПМН кој на најраскошен начин во најголемата единица на локална самоуправа која го покажува тој модел на асиметричност град Скопје и 10 општини ни покажа всушност како тоа може да изгледа во околности кога градоначалникот е одметнат во наводници поради тој комитет дека не може да биде спремен. И една јас ке додадам, исто толку неодговорна, мнозинска пратеничка група. Денеска не можеме со сигурност да утврдиме кој побезобразно игра во градот Скопје, Данела Арсовска или пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Јасно ми дека нема да се согласите, но имаше некои предлози кои можеа да поминат ако сакаше вашата пратеничка група и некои од работите да тргнат напред. Тие за купувањето автобуси, некои други, сега ми се чини дека сосема загубена приказната, но секој ќе рече дека ова е добар потек да бидеме сигурни дека можеме полемиката да знаеме да лоцираме каде и дека еден човек не може да попречи да се реализираат некакви политики за комуналните редари. Сосема јасно, на сите ни се познати јасни сликите, дека сами по себе нема да се поправаме, колку и политичките партии кои откако ќе си заминат од митингот каде и да се, ништо за себе нема како се вели да средат, тоа е дел од нашата култура. Но вие знаете дека ништо од тоа во суштина нема да смени за срцето на проблемите на локалната самоуправа, која сега опишуваме во ситуација на постојан фискален стрес, во неможност да извршат во иста мерка Новаци и да речеме општина Куманово, обврски кои подеднакво на сите системски, односно симетрично им ги дава Законот за локална самоуправа. А знаете дека градинка и во Новаци, градинка во Куманово чинат исто. Едниот нема перформанси и потенцијал да стигне до такви капитални инвестиции, поголемите се разбира тоа може да го извлечат. Дали воопшто на било кај начин се размислува дека е време да се тргне во подобар план околу тоа што не чини во оваа приказна? Ке мора да ја поделиме во неколку категории оваа дискусија токму на ова прашање, заради тоа што отворивте по-широк диапазон на проблеми. Прво, во делот на надлежностите, на изворните надлежности, кои што се опишани во Законот за локална самоуправа, јас и пред малку кажав дека се суштински дефинирани и навистина соодветно поставени врз основа на потребите, тоест на можностите на локалните самоуправи версус потребите на граѓаните. Во делот на фискалната децентрализација. Мани тоа не е точно. Според мене е соодветно. Вие велите, ви ги пренесуваме надлежностите од сферата на образованието. Знаете што е пренесување на надлежности. Од друга страна, со капитални трансфери ги држите на нивото. Толку наставници, толку цена за превоз, толку за грејење на објектите и тоа е се што покрива приказната. Тоа не е пренесување на надлежности. Токму сега сакав да стигнам до тоа. Ако одиме по теорија, точно е тоа што вие го говорите, дека за секоја изворна надлежност која што има општината, би требало локалната самоуправа по принципот на субсидиарност да може истите да ги финансира. Точно е дека државата преку централниот буџет по пат на трансфери префрла соодветна сума на средства за да се покријат дел од овие изворни надлежности кои што ги имаат локалните самоуправи. Сега тоа е секогаш таа приказка има две страни. Првата страна е потребите и можностите на локалната самоуправа, втората страна е можноста и перформансот на централниот буџет. Секогаш за оваа тема треба да се збори отворено и аргументирано. Во ситуација кога централниот буџет треба да гарантира стабилност на цела држава, тоа значи дека и општините треба со свој придонес, сега мислам на сопствените извори на финансирање, треба да си го дадат и својот, ајде да кажеме, придонес во делот на обезбедување на овие обврски. Потребите во Новаци, како што ги спомнавте, и во Куманово, се истино во многу помал обем. Во Новаци имаме помалце дечиња, во Куманово имаме повеќе дечиња. На крај на денот,
локалните самоуправи треба да го стават пред се фокусот на собирање на сопствените извори на финансирање, бидејќи тие во моментот се со најслаба реализација. Државата е тука секогаш да помогне. Може би и никогаш нема да стигнеме до краен стадиум во делот на фискалната децентрализација, затоа што тоа е пред се и жива материја. Никогаш нема да може да кажеме да, сега ги завршивме сите процеси. Јас не сум убеден дека општините се премногу засегнати во кубурење на средства во смисла на трансфер од централен буџет до локалните буџети за овие надлежности кои што им се изворни. Мислам дека доколку посоодветно и поревносно и они малце ги собираат сопствените извори на финансирање, дека овие проблеми ќе бидат надминати. Те виделе различни проекти за еден, да речеме, кој го сметам за покапитален, кој што треба да се реферира, домашните контрактори се сериозни, на USAID е, проектот 5 години требаше да заврши следната година, предпоставам тој е еден од тие смрзнатите, меѓутоа во меѓувреме домашните партнери во проектот веќе објавуваа анализи кои се доволно занимливи да се тргне во потрагата по некаков друг модел. Тој слободно е наречен асиметрична децентрализација. За се треба политичка волја, сигурно, нема дилема. Меѓутоа, некои од аспектите кои ги опишува проектот, ми се чини можат побезболно да поминат, дури со прилично притисок од ЗЕЛС, ако се има свесност дека непотребно се трошат пари без да се концентрираат на подобар начин услугите што ќе се даваат. Еден од моделите е повторно да се вратиме на концептот градови и општини. Предпоставувам дека тоа ќе биде исто војна по рецептот Чешиново Облешево или Облешево Чешиново и тоа е невозможно. Меѓутоа, помеѓу дури и без измена на законот за локална самоуправа, има простор во кој добар дел од работите би се поправиле. Ако се разбира, знаеме да го читаме духот на законите. Вие сосем известно знаете дека гледав извештај на Центарот за граѓански иницијативи, тој јасно упатува на заклучоците дека ако на парче правите јавни набавки, тоа е ужас за помалите, секако ќе играат со далеку поголема цена, дека е возможно да се создаде пул за годишни набавки на општините, ќе добијат далеку подобра цена и ќе може да се вмрежат сите внатре. Во хоризонтална линија дека во меѓуопштинска соработка промислена, координирана и одговорна ќе заштедат многу пари. Меѓутоа во овој момент ништо по тоа прашање не се прави. Како секој се ја бутка работата за себе, така пишува на хартија, така функционира целата приказна. И на некој не им дава шанса воопшто да ги поправат перформансите, да имаат подобра потреба од подобар човечки материјал, да имаат единици кои може да осмислуваат, кои може да конкурираат и за сериозни европски проекти и кои перспективно на подобар начин ќе менуваат својата приказна. Ајде јас вака ќе од моје гледиште да ги презентирам нештава. Кај нас системот на локална самоуправа е едностепен. И на ова е работено повеќе од 20 на години. Не можам да кажам дека во целост се постигнати ефектите, но сепак има минат труд кој што е инектиран во генерално градење на кадри, потенцијал за раст и развој и така натака и така натака. Асиметричната децентрализација, најпластичен пример вака за гледачите, вие го споменавте, тоа е примерот во Скопје како еден пример надвор од сите останати. Град со едни надлежности, општини со не во целост пресликана асиметричноста тука, но е најблиску како пример за граѓаните да сватат за што правиме муавет. Мислам дека како општество се уште не сме зрели за тој систем да го пресликаме на централно ниво, тоест на цела територија на државата. Зашто? Ќе споменам неколку примери. Секој ден на сите вести гледаме град Скопје се е во конфликт со одредена скопска општина за X тема. Сега да не носам дискусијата во таа насока, но сакам да кажам дека процесот на децентрализација кој што кај нас е креиран, пред се е во насока на градење на капацитети сите локални самоуправи да можат да одговорат на предизвиците во рамки на своите граници. Што тоа значи? Тоа значи дека една локална самоуправа согласно своите изворни надлежности би требало да на рамноправен начин може да ги решава со иста таква друга локална самоуправа, се разбира во поголем или во различен обем. Ајде, вака најпластично да кажем. Доколку имаме асиметрија,
тогаш нема да имаме еднаквост на градоначалници. И тоа можеби и не е тоа толку вака сензитивно. Министре, јас апсолутно ги знам болестите. Тоа е тој однос, сега јас сум главен, како се вели, во моето место. После 20 години на сите нејасно, па дури го прифаќаме тоа образложение. Толку е, нема општината, задолжена е, напросто е недозволиво во 21 век. Некои буквално да живеат во Твин Пикс околности како да е средината на 20 век. Се согласувам само. И дека храброста да се направат чекори кои се економични, важни и одговорни, ќе не спасат од ситуации, да речеме, како што е мината годишната криза, да речеме, со пожарите, во која што мене ми значи дали пожарот е на територијата на другата општина, а тие имаат надлежности во противпожарната заштита, или една исклучително скапа приказна после волку години за поставување во инфраструктура за обавување на таа дејност, би ни помогнала ако со јасен, добар план, добра регулатива и координација, знаеме како се поставуваме и како во таа смисла, без паника, се заштитуваме или обезбедуваме услуга. Ако ова може да биде, да речеме, најпластичниот пример. Се согласувам со вас, но чувствав одговорност за да објаснам и на гледачите да им стане јасно, за да им ја пресликам поимот на асиметрична децентрализација во која насока и затоа вака малце поекстензивно го дадов одговорот. Во суштина, секогаш ако се тргнува од аспектот на економија во обем, секако ќе се согласам со вас дека можеби поекономично ќе се одвиваат некои процеси. Но сакам да знаете дека во Законот за локална самоуправа, преку механизмот на меѓуопштинска соработка, тоа и сега им е овозможено на локалните самоуправи да меѓусебно се здружуваат во генерирање или реализирање на некоја активност. Дури со Законот за меѓуопштинска соработка им се овозможува да создадат и заеднички јавни претпријатија. На крај на денот, све се сведува на истрајност, посветеност и иницијатива. Ние со овие законски решенија во моментот сега имаме десетина примери на локални самоуправи кои што безпрекорно добро се менаџираат, безпрекорно добро функционираат, безпрекорно добро си ги извршуваат сите изворни надлежности и имаат нула долгови. Тоа значи дека некој работи, твори посветено согласно можностите од една страна версус потребите на граѓаните. А пак од друга страна имаме и примери кои што десетина години не издале едно даночно решение, кои што десетина години наназад се блокирани и најчесто тие примери се секогаш исти и се повторуваат. Затоа ние велевме и на почеток. Погрешната политика на минатата влада во дел на субституирање на загуби само генерира неработење. Но ајде да не обременувам сега, ќе дојдеме до таа тема која ќе дојдат проектите. Вие сега се реферирате на тие 50 милиони, знаете дека завршуваше фискалната година, тоа беа парите од ТАФ со последниот ребаланс во чудо каде, па што 50 милиони без никаков критериум. Дури и на крајот не завршија за покривање на долговите, за некои сега и се влечат кривични пријави во околности кога е блокирана сметката, зашто вие купувате, како се ослободувате и што уште правите. Значи, тоа е веќе другото прашање, колку одговорно управувате со парите. Некои од обврските на локалната самоуправа се зголемувале поради политики на централната влада и тие ги допираат овие прашања произлезени од после Охридскиот договор, кој реално во одредени средини предизвикал нови зафаќања затоа што мора да функционираат на два јазика, мора да примат администрација повеќе, мора да услужуваат на поинаков начин и тоа се екстерни причини кои ги оптеретуваат локалните буџети. За некои од работите тие не можат директно да земаат, но во некаков процент се корисници. Каде и да се свртиме, министре, се покажува прилично лош однос кон собирањето на парите. Концесиите за експлоатација. Ги гледат, да речеме, прилепскиот случај со мермерот. Невозможно е дека нешто што можете да го сметате како приход, прави девастација на околината и на сообраќајот и се останато, на крајот вие немате начин затоа што нема да ги добиете парите. Имате ситуација во која поради чудна одлука и закон, водата во северозападниот регион е 15 денари по метар кубен, водата, да речеме, во Неготино на југот
е 48 денари, 50 денари. Тоа се е затоа што по законот советите одлучуваат, а не да речеме регулаторна комисија. Се заедно покажува дека водниот ресурс ниту може да биде собственост на општината и дека нас не недостига малку поодговорна политика во која се е на масата кога разгледуваме како би дошле до повеќе пари, како би создале одржливост и што е вистинската линија во која можеме да исчистиме уште од непотребните трошоци. Верувам знаете дека да им кажете дека нема потреба секоја општина да има оддел за финансии, дека можете да се договорите и поинаку да се концентрирате каде е едно, каде е друго, каде е трето, тие веднаш би вреснале затоа што првото прашање е значи дека треба да биде некој отпуштен од работа. И пак ве прашувам, има ли храброст да се тргне по некој пат кој што ќе создаде рационално управување со ресурсите? Апсолутно да, и како механизам постои, ја тоа се трудам да го објаснам. Значи во моментот Законот за локална самоуправа, преку Законот за меѓуопштинска соработка, како механизам постои оној градоначалник кој што нема ресурси да плати некоја услуга, да речеме, во наводници, или нема човечки потенцијал да реализира некоја активност, може по овој пат, преку Законот за меѓуопштинска соработка, со општината која што е, претпоставам, најблиску до него, бидејќи така е најсоодветно, или некоја друга општина, може да постигне договор за меѓуопштинска соработка во дел на намалување на режиските трошоци, во дел на зголемување на човечкиот потенцијал. Што ние правиме како ресурс сега, кој што би требало да помага на сите локални самоуправи, го креираме оној ресурсен центар кој што го најавивме, неколку пати го имам комуницирано во јавноста. Ние ги имаме детерминирано слабостите на локалните самоуправи. Јавниот сектор во целина веќе не е примамлив за вработување. И јас сум свесен дека поготово помалите и рурални средини имаат проблем со обезбедување на човечки кадар, на човечки потенцијал. Аномалијата во минатото е што овој сектор не била посветена во capacity building, во креирање одржлив кадар кој што на дол крок ќе треба да биде лојален и посветен во текот на обавувањето на сите обврски кои што таа локална самоуправа би требало да ги обавува. Што се случувало во минатото? Креирани се обуки за советници, обуки не знам за што и така натака, обуки за кадарот кој што работи на ниво на општина, во многу малце е креиран. Советниците се со време траење. Дополнително, во секоја општина имате оделение кое што е одговорно за советот, кој што работи со седниците на совет. Па ако обучите тамо кадар, зашто тој да не може да ги обучува советниците и така натака. Широка е значи оваа тема, можеме после да додискутираме доколку имаме време. Во делот на дообезбедување на средствата ќе се согласам со вас дека оние услуги кои што јавните комунални претпријатија ги продаваат не би требало да бидат предмет на политичка битка. Во целост сте во право кога кажувате дека цената на водата, тоест цената на услугата, бидејќи водата не се продава, туку се продава услугата, тоест системот по кој што се испорачува водата, во различни општини има различна висина на цена и тоа не е само заради одлуките на Совет, тоа е и заради инвестициите кои што јавните комунални претпријатија во претходните години ги правеле, но според мене би требало регулаторот да биде тој кој што ќе ја дава рамката од до која би требало да биде вредноста на услугата која што ја нудат кон граѓаните, без Советот да има обврска да ја верификува, ајде да кажеме, таа одлука. И на крај на ден повторно ќе се вратиме во делот на фискалната децентрализација и во делот на оние средства кои што можеби општините требало во поголем обем да ги добиваат од централниот буџет. Вие знаете дека од 2024 година навака од 4,5% од персоналниот данок и данокот на имот, сега општините добиваат 6%. Повторно ќе се вратам на ова. Како мислите од 24-та? Од 2024 година. Не, точно само што кажувате вие, се бидувам да ви кажам нешто друго. Во ред. Тоа е одлука на владата на СДСМ во интензивна динамика да ги дуплира дотациите, беа 3 од персонален данок, 3%, по 0,5 до 24-та да стигнеме до 6% од персоналниот данок кој завршува за општината и исто така 6 од данокот на додадена. Што кажав, ја кажав нешто различно? А не само се врзувате за 24-та како, нели, тоа е дека е почеток на приказната. Не, јас кажав дека од 24-та навака од 4,5% на 6%, 25-та веќе се 6% и 24-та се 6%
приходи од централниот буџет кои што им се загарантирани на општините. Од 24-та се, Точно. Од 24-та се потолку. И сега прашањето е дали има анализа дека тоа е окей по 0,5 секоја година и дека можеби уште извесен период требаше да продолжи за да ги поправи нивните капацитети, да ги направи поодржливи, да успеат нешто и да вратат од долгови кои ги притискаат. Се разбира, не би сакале да речеме да ги спасат, да речеме, има локални самоуправи кои плаќаат пенали за кредит кој го земале, како например град Скопје и кој е, да речеме, Бас Рапид Транспорт, уште не знаеме, кредитот е повлечен, веројатно се плаќаат пенали, а ние уште чекаме каква ќе биде одлуката околу судбината на тој проект. Што исто така неодговорно, има локални самоуправи кои веројатно по тоа прашање не се справуваат на најдобар начин. Па тука не треба градоначелниците и општо сите функционери кои што обавуваат јавна функција да бидат казнувани или наградувани само на избори. Покрај политичката одговорност мора да има и законска одговорност, да се види кој што и прави и како располага со државниот имот. Немам што друго да додадам во прашање. Од една политичка кавга, вие сте тој директорчето во деминутив, што градоначалничката успеала да го фати со рачињата во медот. За мене и понатаму е големиот прашалник како би можела да го фати дури ако тоа се случувало, бидејќи колку и директорчето и градоначалничката во принцип не би требало да има пристап преку постапка која јасно е опишана, каде се обавува, која верификува, но ете тоа беше последната полемика. Не баравте сатисфакција, 2 години помина, избрана е фирмата, тоа е германската фирма, локален контрактор е Жикол за пречистелната станица, обврска од околу 200 милиони евра со сериозна конструкција, грант од Европска унија, Европска инвестицијска банка, Европска банка за обнова и развој. 2 години скоро ништо не знаеме што се случува околу тој проект. Вие сега во овој момент чувствувате дека е доволно, дека имате политичка сатисфакција, дека тоа беше само политичка војна? Па ја се уште не можам да објаснам која беше иницијацијата, поготово да ете вака мене лично и директно ме нападне, претпоставувам ќе треба да одговори Данела на ова прашање, но не е ни битно. Таа приказка за мене во животот е завршена, не чувствувам гнев или некаква потреба да сега треба да кажувам што треба да се прави и така натака. Жалосно е што државата има добиено преку 70 милиона средства. 72 е грант од Европска. Сакам да кажам, помина време и не можеби ќе утнам во бројките, но генерално таа е сликата. 5-6-65 менуваат овие двете банки помеѓу ЕИП и ЕБРД и во суштина овој проект требаше веќе да биде готов. А не сега да чекаме да отпочнува реализација. Како и за овој проект, така и за останатите проекти од градот Скопје, освен молк, не може ништо друго да се слушне. Ја навистина не знам во која фаза е сега стигнат. Претпоставам дека раководството на водовод и градот знаат. Од она што го имам како неофицијална информација, што е поразително исто за нас како општество и затоа треба да се запрашаме дали е до законите или е до персоналните решенија кои што ги спроведуваат законите, а тоа е дека мислам дека само заради задоцнети плаќања по врски од договорите, државата ја досега ја чини околу милион и пол евра. Повторно не ме држате точно за збор за сумите, меѓутоа еве една информација која што може да речеме да се провери и да се доистражи. Не можам да објаснам не само овој проект, и многу останати и поголеми инфраструктурни проекти кои што би требало да се реализираат, да речеме, за 2 или 3 години, кај нас траат по децении. Јас едноставно мислам дека Македонија и граѓаните на Република Македонија немаат комодитет да поминат ниту еден ден повеќе во непродуктивна политика. Ова треба да ве предупредувам за или премиерот ве вели слободно на телевизија Република Македонија. Аха, се извинувам, ја мислев да ме подсетувате за ветување. Не, мислам дека можете да викате Македонија, ама ова ми изгледа тенденциозно. Јас се гордам со Република Македонија, нема зашто тенденција. Нема тенденција. Таков ентитет во не носите хартија од Министерството не постои. Во официјалните говори можете да викате Македонија, тоа како се вели, но во сите официјални обраќања, на сите официјални настани го користиме уставното име заради тоа што тоа не е обврска.
Добро, само се видов, немам јас проблем. Внимавам за себе какви формулации правам, при тоа да не морам да кажам Република Северна Македонија, но ми се чини дека министер исто така треба да биде креативен, да ги наоѓа формулациите кои нема да бидат под онаа загроза дека се компрометира договорот. Што и тоа да значи. Ајде сега за парите. Ајде. И за лагите. За парите може, а лаги не гледам, но добро. Ќе аргументираме. Во година на избори, се разбира не би требало да ви дозволиме да кажувате дека оваа година 250 милиони ќе бидат поделени во локалната самоуправа, минатата званично е 100, па завршија со 73 милиони, од кои, заклучно со завршувањето на фискалната година, знаете дека тоа е најскромниот учинок од 20 милиони денари, значи помалку од 300.000 евра. Толку чинеше чаламот на отворањето на приказната, стигна унгарскиот кредит и сега ќе има совршена поделба и за бизнисот и за локалната самоуправа. Заклучно со декември. Јануари таа се крева на 40 милиони денари. Реализирани средства. Да. И мојата логика за тоа како ќе продолжи е дека успевате вешто да чарите маркетиншка приказна, колку тоа всушност ќе финансирате, а се заедно би можело да се процени на потенцијал од цена се 100 милиони евра, бидејќи во овој момент во буџетот имате 98 милиони за оваа програма од унгарскиот кредит, од кои треба да ги земеме 73 кои се подпишани договори, кои треба да се реализираат во текот на оваа година, и веројатно скромно од тоа што ќе бидат апликации без оглед колку е нивниот интензитет. Мојата логика на врзување на нелогичноста на вашата приказна и помалку дрскоста да земете кредит, да ги трошите парите со одлука како што ја прави централната влада, во околности ако зборуваме за потенцијал од 100 милиони, вие во исто време знаете дека 120 милиони во просек општините не успеваат да наплатат по својата основна обврска од данок на имот. Значи, овие пари што вие ќе им ги дадете, за кои се задолжуваме кај унгарците, за кои плаќаме камата, тие реално ги имаат како обврска која што треба да ја соберат на терен. Би можеле да ги имаат. Се извинувам, ви влета во збор. Ки немаат, бидејќи не ги собираат. И зошто ние би ги наградувале? Ајде вака е. Значи тоа е истата сума, сакам да ви кажам. Ние тргаме настрана нивната неодговорност да не го направат. Тоа има општини кои покажале дека тоа може да се направи буквално до децимала. Точно. Има општини кои воопшто не издаваат решенија. И сега ние велиме тргнете го ова, сега ова одлична кампања, владата дава, вие повелете, изберете што сакате да финансираме. Не. Прво, ќе ми дозволите некоја минута само да објаснам се за гледачите. Првите 100 милиона кои што беа презентирани во првиот јавен повик не се дел од унгарскиот кредит, туку се дел од ребалансот на буџетот. Вториот јавен повик се оние 250 милиони денари, или да бидам попрецизен, до 15 милиарди денари кои што се наменети за локалните самоуправи за проекти кои што јасно, бидејќи од 500 милиони 250 се за фирмите, 250 се за локални, тоа се овој повик до 30. Така е. Вие знаете дека минатата година повикот заврши некаде кон крајот, ако не се лажам, на ноември, процесот на евалуација, и практично во периодот до крајот на минатата година општините требаше да направат ребаланси, требаше да ги сменат програмите и требаше да објават јавни набавки за избор на изведувач. Физички е невозможно сите 100 милиони евра, или како што рековте вие 73, како што во пракса и се случи, да се потрошат до крајот на годината заради тоа што имавме проекти кои што согласно нивниот габарит невозможно е да се завршат за 12 месеци, а не за месец и пол или 10 дена, како ќе. Добро, и 100 милиони имавте, како се вели, во структурата на буџетот. Само дозволете. Оти министерката повеќе разбира за грашок замрзнат или од конзерва, отколку да секој лаик му беше јасно дека е невозможно до крајот на годината да фасилитирате било што од тоа во околности кога треба да се распишат тендери, склучат договори и да се тргне во работа. Само да ми дозволите, значи државата превзема обврски, ресорните министерства
и владата превзема обврски за 73 милиони евра од првиот јавен повик и во вториот јавен повик државата ќе превземе обврски до 15 милиарди денари за сервисирање и реализација на овие капитални инфраструктурни проекти. Во вторава година, во вториот јавен повик, ние очекуваме апликации кои што истите нема да завршат до крајот на 25-та година, но тоа не значи дека државата во 26-та година нема обврска да ги сервисира тие долгови. Значи, кога гледаме од аспект на инвестиција, ние како држава сме превземале обврска во квантум на овие средства кои што ги споменав сега. За критика би биле кога ќе дојдат... За критика? Не можам тука да се согласам, се извинувам. Но добро, вас ви ова одлично кампања, вие си раскажувате милиони. Да се само дозволете ми да... Јас се обидувам да ви кажам, дали за сумата за која зборуваме дека може оваа година да се фасилитира, не повеќе од 100 милиони, има време, кампања, некои од проектите, како се вели, застануваат, вие имате реално загуба, или тие имаат загуба од 120 милиони во просек од ненаплатени побарувања данок на имот. Поважно е да направиме нешто побрзо. Тоа да го сведеме на нула и да ги имаат тие пари, отколку вашето ексклузивно право како се издвојувате за кредити кои ги земаме, како ќе ги трошиме. Капитална инвестиција не можете да ја ограничите за фискална година. Тоа се трудам да објаснам. Значи, ние како влада можеме да бидеме за предмет на критика доколку стигне времена ситуација од некоја општина, а ние немаме средства да ја покриеме. Тогаш сме криви. До овој момент, а ја ви гарантирам и во иднина, тоа нема да се случи. Заради тоа што свесно ги превзимаме овие обврски, заради тоа што изминатите 7 години на шајка не се заколува државата и заради тоа што овие проекти се базирани на потребите и желбите на граѓаните, преточени преку проекти кои што ги аплицираа самите локални самоуправи. Се согласувам со аргументот... Дали во конструкцијата на годинашниот буџет се 15 милиарди од унгарскиот кредит насловени како за поддршка на општината? Еви, за тоа дали влегуваат во приходната страна? Сега ќе ви го објаснам тој процес како оди. Бидејќи финансирањето оди преку 6 ресори. Не сакам тоа да ми го објаснувате. Сакам да ви кажам дека вие велите дека во оваа година тие стојат на сметката на буџетот на приходната страна. Точно. Тоа се трудам да ви објаснам. Но не се дистрибуирани во ресорите заради тоа што не можеме да предвидиме со какви проекти од кои области. Именно тоа истото ви го кажувам. Вие од тие 250 милиони кои се влезени на приходната страна, во меѓувреме додека не стигнуваат времените ситуации за кои е логична проценката дека нема да бидат повеќе од 100 милиони оваа година, трошите и затворате други проблеми. Тоа не е лошо менаџирање на буџетот, но во секој случај малку треба да закочите со приказка. Мојата логика е, ако се работи за 100 милиони кои може да бидат испумпани во општината, тие 100 милиони општините ги држат во загуба само затоа што не сака да се ги наплатат основните своји обврски, а тоа се данокот од имот. Тоа се трудам да го објаснам што правиме. Значи, ние сме детерминирале каде се проблемите и аномалиите во делот на интервентни, како да кажам, инвестиции кои што ги предвидовме со овие мерки да им помогнеме на градоначалниците нивните општини да ги направат попристојни места на живење, а од друга страна паралелно работиме и на останати процеси. Дозволете ми само накратко. Значи, ако се ги соберат парите, ќе се ги направат истите инвестиции. Тоа е логиката. Сега се трудам да ви објаснам зашто ова го правиме. Во моментот, не се согласувам, но во ред, вие имате едно гледиште на нештата, јас друго. Во моментот, кога ние ја превзедовме власта, локалните самоуправи во најголем дел немаат ажурирано база на даночни обврзници. И тоа е аномалија од огромни размери. Кога вие не знаете на кого треба да фактурирате или од кого треба да побарувате средства на име на данок на имот. Знаете во каков проблем беа дека тие требаше да се ги плаќаат од катастар побарувањата за да може да ја средат даночната база. Тоа е така заради тоа што ова министерство и претходните влади не биле доволно ангажирани за да се надмине овој проблем. И јас не се согласувам со тоа дека така треба да продолжи и затоа ја преземавме оваа одговорност. Заедно со министерот за дигитална трансформација се обврзавме. Ние од централно ниво
на сите локални самоуправи да им помогнеме да ги ажурираме базите на даночни обврзници, да им овозможиме наплата по електронски пат на данокот на имот, за да нема простор за субјективитет. Утре сме во изборна година, па градоначалников на комшијава нема да му фактурира данок на имот. Не. На први или на први трети искача даночно решение и стига на електронска адреса без човечки фактор. Тоа е едната работа. Втората работа. Тоа е проект кој сметате дека 2006 ќе биде ефективен и кој што ќе помогне оваа сума да може да ја собираат. Апсолутно да, заради тоа што не е соодветно ние од централен буџет секоја година во недоглед да трансферираме средства кон локалните самоуправи, а они да уживаат во комодитетот да не се скараат со комшијата во делот на издавање на даночни Ни скавга полека ќе стигнеме дека таму се проблемите. Не. Јас од една страна тука не спорам. Јас спорам за оваа интервентна мерка. Повторно ќе кажам, во оваа држава се потрошија 7-8 буџети, ништо капитално не се помрдна, без разлика дали е на локално или на централно ниво. Ние немавме време да чекаме уште година или две да не им помогнеме на локалните самоуправи во решавање на основна инфраструктура. Значи, ние не збориме дека рамномерно развиваме сега и така натака. Ова е интервентна мерка која што треба да ја среди основата, базата. Ние имаме населени места кои што се уште немаат водоснабдување. И нема да ја средат со ова. Верувајте ми дека ќе се среди. Во целост може би не, но ќе се поместат работите. Бев љубопитна, погледнав нешто од апликациите и во нив точно се гледа дека може на прва да се препознае искуството на општините кои знаеле да управуваат малку посериозно со проекти. Да речеме, Куманово добива најмногу, меѓутоа по тоа со што аплицирале, мислам дека создава поздрава база за тоа што понатаму сака да го прави. Бидејќи централниот буџет се сите наши пари, мојот впечаток е дека централниот буџет требаше да биде тој кој што диктира што ќе финансира. Тоа се коси со децентрализација. Погледот од... Се извинувам. Ова нема врска со децентрализација. Ова е избор на владата во предизборие да рече сите сте ми исти, сите сте ми драги, за сите по принципот број на жители. Јас сметам дека и кога е тоа во прашање треба да биде по принцип на придонес кон централниот буџет, без оглед колку на некого ќе му биде нелогично, како и што владата може да избери да рече не, повеќе ќе потрошиме на овие кои се длабоко долу, затоа што сакаме да ги подигнеме во перформансите и се разбира некаде ќе успеавме да се најдем. Мојата подобра логика на приказните дека централната влада мора да го задржи изборот на политики кои сака да ги финансира и кои имаат некаква врска со заедничкото добро. За мене заедничко добро е дека Велес мора да престане да живее под згура. Заедничко добро на граѓаните на оваа земја е дека некаде во градот во кој што тие доаѓаат постојано, бидејќи тука е централната влада и сите обврски, не може да постои она чудо со Линдан во кое што чекаме странци, чекаме донација да се очистиме од страшните еколошки точки. Колку што е и мое, далеко и не знам каде, отворен коп во Лојане, кој што е една од најстрашните еколошки точки. И сега имаме низа аспекти во кои моравме да видиме приоритети на владата, заеднички политики, кои подеднакво ни помагаат во најскапите приказни за кои ниедна општина нема да тргне да ги финансира. Ама немаше да има многу чалам во тоа. Најнапред што да се извинам, бидејќи влегов во збор, вие разбирам сега поентата. Поентата е дека ние требаше централно со овие средства да ги надминеме најгорчливите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните, можеби регионално, да не кажеме дека локално. Добро, тоа е една страна на гледање на нештата. Ние влеговме во друг начин на реализација на работите, заради тоа што сметавме дека вака микротаргетирано можеме повеќе да придонесеме за да го зголемиме побрзо квалитетот на живот на граѓаните и чаламот беше воопшто не беше ни планиран. Значи на крај на денот граѓаните ни се битни. Во суштина сега гледав пред некој ден бевте во Неготино,
од извештајот на прес-службата ми требаше помош да сватам. Премиерот оди втора фаза од овој проект, прва фаза, потоа кога погледнав што е втора фаза, што е прва фаза, стварно ми изгледа како се вика смешно колку се обидувате од се да влечете за малку внимание. Еве, ние сме тие што се решени, даваат, прават, па сте од пазарче до не знам што на терен. Не зборувам за вас, еве може да бидете, ама премиерот упорно. Видете, ако треба да се срамиме ние од капиталните инвестиции, тогаш не знам како да водиме оваа држава. Но во ред, ајде, не би се впуштил понатака во велам дека требаше бидете поамбициозни. Цела ова вечер е разговор за поголеми амбиции отколку вие што сакате да. Апсолутно. Сега само дозволете ми да ви кажам, значи во суштина она кое што нас сите не тишти, дел загадување, дел неодлагање на оној токсичен отпад кој што го кажувате вие, ние тие работи сепак планираме да ги решиме централно. И тоа почнуваме да го правиме. Во делот на загадување, да речеме за град Скопје, оние гасни централи кои што ги најавивме, веќе влегуваме во процеси на отпочнување на преговори за наоѓање на потенцијални инвеститори кои што би требало да го надминат проблемот со загадување на Скопје. Во делот на водоснабдителните системи, посебни програми има во Министерството за животна средина кои што се посветени само за оваа материја. Надвор од овие 15 милиарди денари за годинава и тие 73 милиона од минатата година. Значи, Министерството за транспорт ги разгледува во моментот можностите како да се субституира и подобри јавниот сообраќајен превоз во Скопје и не само во Скопје, туку во останатите градови онаму каде што има јавен и градски превоз. Така да ние како влада не сме рекле течки ова сега ќе ви го дадеме интервентно и тоа уживајте. Напротив, ние системски пристап сакаме да имаме во насока на одржливи решенија, не парцијални. И тоа и го правиме. Меѓутоа 7-8 месеци не е доволен период во кој што ние можеме да кажеме еве најдовме модел за да ги решиме сите проблеми. Постојано сум во потрага по одговор дали остануваме на некаквиот општествен договор дека за нашите пари разговараме на друг начин, ни еден од моментите не треба да биде отфрлен, еден повеќе на ваков начин, меѓутоа дека веројатно владата ќе треба да ни испорача некаква птичја перспектива која е важна за сите нас. Заедно ти излевањето на речното корито на Вардар, веројатно градоначалникот во општината во која тоа најчесто се случува, нема да го пријави во овие проекти, затоа што тоа ќе му ги земе по глава на жител сите пари што му припаѓаат. Ме разбирате што сакам да ви кажам? Разбирам поентата, но сакам да ви кажам дека се трудиме да ги надминеме и тие предизвици. Тоа сакам да ви кажам со помош на централната влада. Не да остане како терет или обврска на локалните самоуправи. Тоа се трудам да ви објаснам. Пауза за реклами. СДСМ денеска најави дека ќе направи еден серијал во кој ќе ни расветли, јас би рекла, стари вистини за ВМРО ДПМН, некои одлично превземени од ВМРО. За жал, во оваа земја треба да ги знаете имињата на актерите во подземјето, имињата на главните фирми кои постојано се повторуваат, ако се некаде десетина не е проблем и човек да ги научи. За првата која денеска ја споменуваат, еве јас нема да кажам фирмата, но забелешката е дека парите на крајот ќе се влечат преку исти изведувачи и дека веројатно ќе завршат на контото на Белата палата, која не знам што и недостасува во околности кога се има, кога и покрива толку пари, меѓутоа веројатно мислат дека ќе имате скапа кампања која ќе ве направи фаворити. Знаете дека тоа не беа непредвидени искушенија и кога тргнавте во ова. Јас нема да бидам задоволна ако образложението е ама ние со тоа немаме ништо. Тоа си е одлука на локалните власти. Ако ми дозволите, ќе го кажам мојот коментар. СДСМ е партијата која што потроши 7 буџети. СДСМ е партијата која што шајка не закува во оваа држава 7 години. И најмалце СДСМ има право да кажува вакви работи кои што денеска ги кажа на пресот. На крајот на денот оваа држава има исти. Не, само да завршам. Ама ве молам да завршам. Каде ги учите вериците? Само да завршам. Прво не е точно дека не заковале шајка. Точно е дека имале може во кабинет слика. Безброј промашувања. Мислам дека
дека е претерано. Не очекувам од млад човек кој што на тој начин како што зборуваат почетниците во политичка кариера. Добро. Просто не ги прави веродостојни расправите. Тоа сакам да ви кажам, намерено го бранам се. Јас не се сеќавам на ниеден капитален проект во изминатите 7 години. Ако вие се сеќавате, потсетете ме. Јас не бегам од нешто да, ако нешто сум кажал грешно и да се извинам. Не ми е мене тоа проблем, немам его. Сакам да кажам дека партијата која доаѓа од најкапиталното на свет во 1 квадратен километар од центарот на Скопје. Сега да продолжам со одговор. Ова како приговор на совеста. Од она што денеска го разбрав, бидејќи јас го прочитав од медиумите, сватив дека истата компанија има подпишано и со една општина каде што градоначалник потекнува од редовите на СДС. Ако е тоа факт, јас навистина не ми е проверена информацијата. Што сум слушнал на медиуми, тоа и го кажувам. На крај на денот не можете вие да очекувате од СДСМ да биде среќен заради тоа што ние ќе реализираме повеќе од 500 или 600 проекти за овие први 2 јавни повика. Како може нашиот најголем политички опонент аплауз да очекуват дека ќе ни даде со тоа што ние решаваме деценијски проблеми во локалните самоуправи. Мене ми е поразително што нивната можност кога ја имаа во делот на имплементација и реализација на буџетските пари не го предвидува ова како активност. Меѓутоа тоа е нивна грешка, не може да биде наша грешка. Комплицирано е, ќе потрошиме многу време. Ова изгледа како никој никогаш да не дал никакви пари за некакви проекти во таа структура на 700-600 милиони капитални инвестиции. Се наоѓале по некои од проектите кои биле длабоко референтни за локалната самоуправа, но се согласувам не на овој начин кој прави директна врска помеѓу вие аплицирате, ова е сумата, има јасни правила, добивате и почнувате да работите. Кога имам повеќе расположение, се обидувам да видам како се вели, каква е структурата и потребата за извршување на капитални инвестиции. Иако тие се заедно стигаат некаде до 1 милиарда волку за локална самоуправа, волку од централната влада, цела мили се овие луди или мислат дека се ова волку може да помине, бидејќи знаете дека во Македонија нема ентитети кои имаат потенцијал во исто време во тој период од 1 година да извршат услуги од тој обем. Што во некој смисла може и да биде тажно, како се вели, кога ќе бидат потребни за поголеми проекти контрактори, а реално Македонија не може да учествува со таа сила, па ќе треба да ги бараме од ваму, од таму фирми дополнително, за да можеме некаков бран инвестициски да фатиме. Се согласувам со таа ваша констатација и тоа е след на нешто, тоа е генеза на проблеми кои што не тиштеа можеби 1 декада. Во суштина и затоа втората половина од унгарскиот кредит е наменета за пред се малите и средни предпријатија кои што би требало со ефтини камати, со ефтини пари да можат да се доекипираат за да бидат конкурентни и да можат да извршуваат одредена дејност и активност, без разлика дали станува збор за реализација и имплементација на овие проекти или за некои други активности. На крај на денот и со овие средства кои што ги даваме ние во локалните самоуправи индиректно влијаеме и во зголемување на обемот на економија, така да мислам дека многу соодветно го заокруживме овој втор дел, да кажеме, од унгарскиот кредит. Од една страна во дел на поддршка за реализација на проекти, а од друга страна и поддршка на домашните, не туку само домашните компании кои што имаат можност за практично најниска камата во моментот во светот да земат свежи пари, свежи средства за да се доекипираат. Гледам утрнело на премиерот најавува дека можеби пак ќе бараат уште, можеби нешто на маргините од овој самит во Будимпешта и се разговарало, тоа се веројатно пријателите кои покровителски сметат дека е важно Македонија да се подпре или оваа влада да се подпре на тој пат. Дали вечерва газите на јајца и сте предпазлив, ништо да не излезе од тој ВМРО-вски наратив, оди си имате ставено во глава, зошто би си расипувал, ако е ладно, дека јас помалку нешто раскажувајќи дека правам во Министерството, ќе успеам да добијам номинацијата за градоначалник на Скопје. Многу луѓе ме прашале за оваа тема, ама никој од овој ъгол, морам да признам. Не, апсолутно не се плашам и немам зашто се плашам. Зошто би се плашал? Јас, мојата амбиција јавно сум ја искажал.
На крај на денот и граѓаните и луѓето... Не сакам да речам, впечатокот што сакате да го покажете, баш сум ВМРО, баш е таа линија и ништо повеќе, надвор од тоа нема да кажам, овие не ковеле шајки, овие не правеле ништо, искрено не очекувам на тој начин министер да се реферира. Ама предизборна година, вие имате амбиции, тоа... Мислам дека ова навистина нема никаква доdirна линија со тоа дали е предизборна година или не. На крај на денот луѓе кои што декларираат политики зад маски многу кратко траат на политичката сцена и обично најчесто лошо завршуваат. Кога ги проверувам изјавите, градоначалникот на Кисела Вода и претседател на ЗЕЛС, вие би требале да бидете добриот двоец што на најдобар начин ќе ги изрекламира овие политики. Не изгледаат работите така. Очигледно Георгиевски како човек на терен смета дека природно после се што завршила ова номинација му припаѓа на вас. И не знам како во внатрешните кругови сега се толкова ова нападно појавување на Перински, постојано сте негде зад премиерот, поголемиот дел од настаните сметат дека се измислени и описот е тоа е дечкото кој го преферира екипата на премиерот, што и тоа да значи. Значи, одлука на партиско ниво се уште нема и сите овие перцепции се прерани за да може да се потврдат или негираат. Ова се дел од дневните активности на премиерот и на мене како член од владата. Од аспект на оперативноста на Орце Ѓорѓиевски се согласувам заради тоа што и јас сметам дека е добар градоначалник на Кисела Вода и така треба да продолжи да си ги дореализира своите веќе започнати проекти. Од аспект на мојата амбиција за град Скопје, повторно ќе кажам, јас немав задршка јавно да ја обзнанам и навистина немам ни причина зошто па да направам чекор назад. Каква и да биде одлуката, јас се согласувам дека и Орце Ѓорѓиевски и јас едногласно ќе се сложиме и ќе ја поддржиме и практично ќе застанеме позади таа одлука. На крајот на денот перцепцијата можеби е таква во јавноста, но еве јас јавно сакам сега да најавам, јас утре одам во Кисела Вода на увид на активности на еден од проектите кои што општина Кисела Вода ги доби средства за да ги реализира од централната власт, така да јас не можам да се изолирам од процесите. Ќе биде занимливо на социјалните мрежи да ловат од слики кој каде гледа, каква е комуникацијата. Ама тоа е во принцип секогаш маргина во секоја изборна година, понекогаш и додаваме повеќе отколку што реално значење имаат некои од сликите кои ги добиваме. Што и да бидете, веројатно ќе бидете во пишувањето на програмата за следните локални избори. Имаме буквално 30 секунди. Дали вие сте еден од оние кои би сакале да ја поместат приказната и дека можеме да видиме во изборната програма на ВМРО ДПМНЕ бас рапид транспорт не е толку лош, малку треба да додадеме, изместиме, размислиме, но тоа е проектот кој мора да го реализираме. Во изборната програма која што ВМРО ДПМНЕ ќе ја предложи за престојните локални избори, ќе видите системски издржливи и целосни решенија кои што ќе одговорат пред се на основните проблеми кои што за жал сега во моментот нас не тиштат. Нас не тишти основата, базата. Ние немаме развој, туку треба да ја надминеме базата. За 4 годишен мандат ќе имате понудено решение за сите тие проблеми. Во дел на загадување, во дел на јавен транспорт, во дел на зеленило, во дел на одлагање на отпад, во дел на паркиралиште и така натака и така натака. Добре, веројатно претерувам, страшно е. Нешто што смислувал Петре Шилегов, вие како се вели после една програма која вели не имаме друг концепт, ќе купуваме автобуси, лидерот одел, преговарал, разговарал, не знам со кој, тот како се загуби со Данела приказната, ништо не е јасно веќе што се случува. Ова беше само трик да видам колку сте подготвени да излезете од линијата која е старо нацртана и мора секој да се... инсистирам на трајни, рационални и одржливи решенија. Овој не е таков? Не е таков, заради тоа што не е целосно решавање на сообраќајниот хаос во Скопје. Благодарам што вечерва бевте мој гостин. За голем бадентер не ви треба нужно дуи, но не сум сосема сигурна после 20 март на начин на кој што најавуваат, а вашиот закон би требало прилично подоцна да се најде во собрание, бара 2/3, бара бадентери, колку и да се скромни по моје ведување измените, може да бидат доволна причина
дуи да блокира, да покаже сила, дека за ништо повеќе нема да разговара, а ова е една од важните причини во пресрет на локалните избори. Но ништо од тоа не знаеме додека не го видиме текстот. Апсолутно, да, и тоа на крај на денот ќе збори за нивниот демократски капацитет. Моја обврска е јас да интервенирам во овој закон заради тоа што ја земам плата за да работам на законски решенија. Господине Перински, благодарам што вечерва бевте мој гости. Благодарам и на вас. Почитувани, благодарам што не следевте, останете на Телма телевизија. Пријатно.